Volvo XC90 е еден од најстарите модели на куќата. Представен во 2014 година, овој модел доживува втор рестайлинг. А зошто? Па, велат дека она што функционира и она што е добро не треба да се поправа. Volvo не спиеше на тоа уво. Сепак направи некои мали измени што се однесува до светлата, маската на ладилникот, но и во моторизацијата. Испод хаубата имаме 4-цилиндричен битурбо мотор кој произведува 320 конски сили и потпомогнате со електромотор од 145 конски сили, но за тоа потоа. Дизајнот на XC90 е типично шведски, конзервативен, но доволно интригантен. И тој нема многу големи промени на задниот дел, кој остана онаков каков што е. Се разбира со некои мали интервенции на светлосните групи. Поради неговата должина од повеќе од 5 метри, има многу простор во гепекот, дури 709 литри. Тој простор овозможува модуларност затоа што можете да ставите тука и помали предмети и да ги фиксирате. Но поради големината на гепекот тука имаме и трет ред седишта. Поради огромните димензии во внатрешноста се чувствува дека има извонредно многу простор. Светлата внатрешност дава една многу позитивна слика за се она што се случува внатре. Поради големите димензии, како што реков, во задниот дел имаме и две дополнителни седишта. Не е дека тоа ќе биде многу користено, но сепак сакам да видам што може, каков простор може да пружат тие. Влегувањето во задниот дел би требало да биде олеснето затоа што многу лесно се тргаат седиштата. Подигнувањето е едноставно, но малку е непријатно. Затоа што требате и едниот дел да го спуштите од задниот наслон. Вака изгледа секако што треба. Има дури и пристојно место за седење, но да видиме колку ќе остане место доколку се возат седморица. Па, ова баш и не е пријатно за седење. Може би за деца би било интересно, но за возрастни секако дека не. По малата авантура на третиот ред седишта повторно се чувствувам како да сум во бизнис салон. Она што многу ми се допаѓа кај Volvo, тоа е начинот на кој го средуваат интериерот. Тој е едноставен, пуритански, но извонредно удобен. Пред вас имате еден 11-инчен монитор кој ја превзема улогата на покажувачот на виталните функции на автомобилот, додека во средината е поставен овој голем монитор кој е вертикално поставен. Неговата поставеност дозволува многу лесно манипулирање со него, а ги има сите оние неопходни работи кои може да ви служат при возење. Едноставно и интуитивно се средуваат сите функции во внатрешноста. Менувачот е мал, има многу интересна форма, тој е направен од кристал и транспарентен е. На краиштата, тоа доволно е само да ја ставите во пренос палката и да уживате во возењето. И она што е интересно, тоа е дека батеријата дозволува движење исклучиво на струја до 65 километри.
Помина една година откако го возев XC90, сега е дојден во својата рестилизирана верзија. Осем козметичките зафати кои се видни на каросеријата, друго не се има сменето многу. Подпирањето е господско и извонредно прецизно. Она што многу ми се допаѓа е експлозивноста на погонскиот склоп. Плагин хибридот, односно приклучниот хибрид, сега има поголема батерија со нето капацитет од 14,7 киловат-часа, што е доволно да се поминат повеќе од 60 километри на струја. Кога го добив тест возилото, батеријата беше потполно наполнета и токму затоа го префрлив модусот на возење исклучиво на батерија, за да видам колку може да се поминат километри на струја. Она што ме изненади е дека од 14,7 киловат-часа капацитетот на батеријата, јас успеав да излечам и да извозам 62 километри на струја. Тоа е сосема доволно за дневни потреби, и е многу поекономично. Погонскиот склоп има системски 450 конски сили. Тоа се добива од дволитрениот битурбо бензинец кој испорачува 310 конски сили и потпомогнате со електромоторот кој има 145 конски сили. Па затоа можете и да извлечете одлична перформанса на забрзување. Сега сум во мирување, па да видиме како забрзува овој 2,5 тони тежок кросовер. Веќе сум на 100 км на час, а тоа е многу брзо и можам да кажам и непотребно, затоа што кога се купува возило од овој калибар, се купува за да се ужива во него. Кога ќе се присетам на возењето од пред една година, слободно можам да заклучам дека ништо не е интервенирано во подвозијето, а и не ни треба тоа да се случи, затоа што XC90 стоички се однесува. Него може динамично да го возите без да почувствувате оние предизвици кои ги имаат вака гломазни и високи каросерии. Подвозијето е апсолутно стабилно и пружа голема удобност во кабината. Впрочем, кога ќе влезете во Volvo за едно кратко време, се чувствувате како во него да сте израснали. Volvo е мајстор на својот занает. Во неговата внатрешност, иако е минималистичка, се чувствувате кралевски. Затоа што имате не само простор и удобност, туку се чувствувате дека имате апсолутна контрола не само на возилото, туку и на она што се случува околу вас. Таквото чувство се добива благодарение на бројните активни системи за безбедност кои секогаш се будни и ја следат ситуацијата. Вашата работа е само да се опуштите и да уживате во возењето. А што се однесува до динамичките својства, тие ќе задоволат секои вкусови. Пред се, можете и динамично да го возите, а можете и да уживате и да се чувствувате како да лебдите над асфалтот. Овие задоволства имаат своја цена. Како што реков, пред една година кога го возев XC90, неговата цена беше околу 108.500 евра. Со рестайлингот и највисокото ниво на опременост како што е ова тест возило, сега ќе треба да се плати за XC90 109.900 евра. А на нашите дотрајани автопатишта, барем она што се случува околу Скопје, XC90 се однесува господски. На крстаречка брзина од 120 км на час немате
поголеми предизвици во кабината. Звучната изолација е одлична, управливоста е супер. Просечната потрошувачка на моето возење изнесуваше 9,5 литри, што е сосема разбирлива потрошувачка, доколку се земе во предвид дека ова возило е сепак 2,5 тона тешко и има големи габарити. Но, ако имате полнач, тогаш предизвикот ќе биде уште поголем за вас, бидејќи економичноста тогаш ќе се зголеми повеќе кратно. Ќе ве чини само околу 20 киловат-часови струја за да се возите 60 на километри во градски услови, што е сосема прифатлива вредност. Вредност во домашни услови која ќе ве чини некаде околу 100 денари. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.